Македонија е рангирана на 10-то место во светот и 5-та во Европа. Каде бележиме напредок, а каде треба се уште да се работи, ќе разговараме со министерот за финансии Кирил Миновски. Добар ден, господине Миновски, ви благодарам што избавивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Колку е значаен извештајот кој што го објави Светска банка Doing Business? Се работи за извештај кој што го изготвува најреномираната светска финансиска институција, тоа е Светска банка. Извештајот е изработен врз основа на меѓународно прифатена методологија која што важи за сите земји во светот. Тоа е причината поради која што треба да бидеме радосни што Македонија се наоѓа на 10-то место во светот во конкуренција со сите држави од целата планета. Не само од Европа, туку и од Централна Азија, од Далечен Исток, од Северна и од Јужна Америка. Преку извештајот се врз основа на определени критериуми се врши мерење на државите за тоа какво деловно обкружување креираат. Она што го покажуваат параметрите е дека речиси кај сите параметри кои што се користат при рангирањето на деловното обкружување, Македонија бележи прогрес. Тој прогрес е верификуван од меѓународно прифатени стручни тимови, што го зголемува успехот на државата. Зашто ни е битно ова деловно обкружување? Зашто говориме за деловно обкружување и зашто е битен овој ранкинг или ова листа на рангирање која што ги рангира државите врз основа на тоа какво деловно обкружување креираат. Деловното обкружување представува основен предуслов за развој на приватниот сектор. Доколку имаме подобро деловно обкружување, тоа значи дека имаме подобро законодавство, тоа значи дека имаме подобри институции кои што се пофлексибилни и кои што ќе му овозможат на приватниот сектор подобро да се развива. Затоа е многу битно ова рангирање и поради тоа државите и во нашето соседство настојуваат да го подобрат своето рангирање на оваа ранглиста. Како за пример, изминативе неколку денови имав прилика да гледам регионални телевизии на кои што нашите колеги од соседството говореа дека имаат прогрес, а најголем дел од нив се наоѓаат или на 40-то место или како таргети го ставаат 30-то место. Ние како држава во моментов се наоѓаме на 10-то место во светот и тоа навистина представува голем успех кој што е резултат на вложениот напор и на тимовите кои што работат во институциите и на министрите од сегашната влада, меѓутоа тоа е континуитетна активност во која што секако свој придонес има дадено и сите министри во претходните влади на владеачката коалиција. Колку странските компании пред да донесат одлука да инвестираат во одредена земја ги читаат ваквите извештаи? Бретон Вудските институции, а тоа се Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, се сметаат за најрелевантни меѓународни финансиски институции кои што имаат сериозно влијание во креирањето на глобалните економски движења, меѓутоа кои што имаат и своји таргети и приоритети кои што се однесуваат на развојот на глобалната економија. Извештаите кои што ги изготвуваат се многу релевантни, како country репортите кои што ги изготвуваат, така и овој ранкинг кој што го прават преку Doing Business извештајот. Тој за странските инвеститори е сигнал за тоа со каква деловна клима ќе се соочат во определена држава. Како држава која што е ориентирана кон привлекување на странски инвестиции, високото позиционирање на ранг листата на Doing Business е од големо значење заради тоа што инвеститорите пред да дојдат во државата ги добиваат сите, настојуваат да ги прочитаат сите релевантни извештаи и информации кои што се однесуваат на определена држава. Во таа насока и местото на кое што се наоѓаме на ранг листата на Doing Business е од големо значење и им дава една доверба на инвеститорите дека се работи за една држава која што има добра деловна клима и во која што генерално може да инвестираат средства кои што ќе им бидат безбедни и кои што нормално ќе им донесат профит на долг рок.
Може ли сега да се очекува врз основа на ова извештај наредниот период да дојдат повеќе инвеститори да инвестираат кај нас? И во претходните инвестициски роудшоу кои што ги спроведуваше владата преку тимот на министри за привлекување на странски инвестиции, агенцијата за поддршка на странските инвестиции, извозот на Република Македонија, понатаму дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, роудшоуата кои што беа правени од страна на премиерот на Република Македонија, во презентациите речиси редовно се истакнуваше високата позиција која што Македонија има во поглед на креирањето на позитивно деловно обкружување. Во таа насока и голем број компании кои што ги имаме присутно веќе во слободните економски зони дојдоа како резултат на доброто деловно обкружување. Би споменал некои од нив како што се Хайтек, Технопласт, Технохозе, Магдија, Електромехатроникс, Ванхол, Ванконтакт, Кеслер и други компании кои што како резултат на овие мерки кои што ги спроведуваме во делот на добрата градење на добра деловна клима изградија сопствени фабрики во Република Македонија.